Ви благодарам, министерка за култура, за вашето експозе, за предлог законот за остварување јавен интерес во културата. И јас ќе почнам од самиот почеток, значи од насловот на овој предлог закон, за кој што сметам дека е несоодветен, бидејќи ако почнеме од самиот термин јавен интерес, тогаш треба веројатно сите закони да ги да ги смениме имињата на сите закони, да бидат сите, бидејќи сите закони се од јавен интерес. Значи не може да биде само законот за култура од јавен интерес. Сите закони се од јавен интерес. Ова што на сметка на национален се трга јавен, а и претходно беше закон за култура, значи не беше закон за остварување на национален интерес во културата, туку беше закон за култура. Ако мислите на национален, тоа е конкурсот кој што се распишува секоја година од Министерството за култура, кој што се вика конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во културата на Република Македонија. Значи, тука се јавува терминот национален. Во самиот наслов на досегашниот закон немаше национален, туку едноставно закон за култура и јас мислам дека така и треба да остане од причина дека се од јавен интерес. Ке се осврнам најмногу на тоа што вие го кажувавте, значи нема да бегам од темата, ке стојам на тоа, но се чини дека со овој предлог закон вие никако бришате се што е од национален интерес. И сега кога говориме национален, јас не знам што е проблемот со оваа влада дека бега од се што е национално, значи се што има признак национално се бега како од ѓавол. При тоа имаме се уште национални установи, значи имаме национална установа Македонска филхармонија, која што сега го смени името, па се вика Национална филхармонија. Имаме национални театри, а вие го бришате од целиот закон за култура, го бришате терминот национален и го заменувате со јавен. Значи, национален во оваа насока, јас берем, а и според теории, доста теории во областта на културата, културниот менеджмент, културна антропологија, социологија и понатаму, национален, тоа е рангирање, национален, регионален, локален. Значи, на национален, кога ќе се каже, се мисли за целата држава. На државен се мисли. И навистина не разбирам каде е проблемот тука со зборот национален, бидејќи е многу соодветен. Значи, најсоодветен е, се однесува на целата држава и на културата во целата држава. И културата како израз на една држава, односно израз на едно поднебје, бидејќи во предложениот закон, како што гледам, значи, се обрнува внимание на творештвото, да, но не на творештво од национален интерес. Бидејќи ние имаме творештво кое што треба да биде наш белег. Значи, колеги, културата е личната карта на една држава. Културата е таа која што го остава печатот на една држава. Нашата култура е специфична, дел од балканскиот корпус на повеќе различни култури на Балканот и ние немаме потреба да се срамиме од нашата македонска култура. Ние треба да се гордееме, но со овој предлог закон вие давате внимание на творештвото, но не кажувате на какво творештво. Тоа јас морам да го спомнам, значи ваквата интенција се гледа веројатно веќе трга натаму работата да се примени овој закон, се гледа и во програмата за национален интерес одобрена за 2021 година, каде што за жал скоро и да не гледаме дело, значи од авторско домашно дело. Јас нема да кажам дали од македонската култура, дали од албанската, дали од турската, дали од ромската, ние сме мултикултурно општество, но ние немаме, за жал, во оваа понудена програма, јас не прочитав во ниту една национална установа, можеби не сум прочитала доволно добро, но не видов дело од домашен автор. Значи не видов ниту опера, ниту концерт, симфонија, ниту театарска представа, значи не видовме. Ако е тоа, ако натаму оди тоа јавен интерес, па ние да промовираме култура во Македонија, но да не биде таа македонска култура, кога ја кажам македонска сметам државна, национална, туку да биде култура воопшто. Во ред, и тоа е потребно, секако. Но во таа насока сметам дека зборот јавен е целосно излишен, непотребен и, да ви кажам искрено, мислам дека ги навредува македонските културни творци, бидејќи сепак станува збор за национално творештво. Понатаму одам на
Тоа што велат, значи, од една страна да се трга национален, воопшто да нема национален интерес во самиот предлог текст на законот, но од друга страна остануваат национални установи. Еве, на крајот скоро го кажавте, тоа дека се тргаат, например, културни амбасадори. Зошто се потребни културни амбасадори кои што потенцирам, колеги, и за почитуваната македонска јавност? Амбасадорите на култура немаат никаква финансиска импликација. Значи, не бараат пари за ништо, не бараат ништо буквално. Тие работат на промоција на културата на Македонија, доколку е потребно, помагаат во комуникација, помагаат во контакти. Јас само ќе ви кажам еден пример зошто е важно да имаме амбасадори на културата, а ги има во цел свет. Клавирот на кој што пијаното, концертното пијано на кое што свират сите македонски уметници, односно сите уметници од Македонија, се наоѓа во Музеот на македонска борба, е имено добиен благодарејќи на покојната Елена Мисиркова, која што беше амбасадор на култура во Австрија, и со нејзино посредство преку Стенвеј фабриката се донесе тој клавир тука. Значи, затоа се потребни тие амбасадори на културата. И јас не разбирам зашто се тргаат. Ниту нешто некому причат, ниту некому пари зимаат или леп. Тие се за доброто на сите. Цела во оваа работа, значи во предлог законот и за денационализацијата, тоа е многу ризична работа да ја правиме, но за тоа не навлегувам сега во овој говор, бидејќи оставам простор тоа да се досреди како што треба, па да разговараме. Но исто така, вие гледам дека во законот, во овој предлог закон за култура, вие давате големо внимание и голем акцент на самостојните уметници. Да, и досега самостојните уметници им се плаќаше пензиско, здравствено и социјално осигурување. Тоа им беше покриено, значи самостојните уметници се пријавуваат и можеше доколку се пријава, доколку ги исполнат условите, да им бидат платени придонесите. Ова потенцирање на самостојните уметници, на невладиниот сектор, на независната сцена. Значи, јас не разбирам како може вие да мислите дека една независна сцена, доколку ја финансирате, ќе остане независна сцена. Не може да остане, значи културата, односно државата, Министерството за култура треба да го користи буџетот и треба да се грижи за обезбедување на соодветни услови за развој на независна сцена. Тоа е вистинската грижа за независната сцена и за субкултурата, која што воедно е најголем критичар на една власт или на една држава. Значи, затоа е субкултурата важна во сите сегменти на општеството. Целата програма, целиот закон, доколку го погледнеме програмата, ќе видиме дека оди натаму да се тргне се што е национално. Мене ми е жал што ова морам да го кажам, но како да имате страф од национално, значи некако се едни ставки се ублажуваат, ова како што рековте вие за аудиција, реаудиција, значи мора да има во цел свет, дури и уметниците, особено уметниците, за да се стимулираат, нив договорите не им се на неопределено работно време, туку им се на определено за да можат постојано да бидат држани, значи да бидат мотивирани да работат постојано. Не велам дека така треба да биде, но сметам дека треба да остане како што беше до сега. На секој 3 до 5 години да има реаудиција, аудиција и да се продолжуваат договорите. Ако ние ги оставиме вака уметниците кои што се вработени во национални установи, тогаш тие може, значи нивниот квалитет, не знам како планирате да го следите, особено кога станува збор за уметност и за уметничка дејност. Тоа е специфично. Зборувате за титулата национален уметник, односно национални пензии, која што ја тргате. Станува збор за точно 75 лица кои што се веќе во поодминати години, значи тоа се пензии. Од друга страна, еве гледаме дека унапредувате услови за развој на самостојната уметност. Не се согласувам јас дека треба да се укине таа титула, тоа е почесна титула, значи тоа е внимание кое што им се дава. Знаете, уметниците и културата е таа што ја промовира државата надвор. Ние имаме фантастична култура, ние имаме уметници светски, од типот на Симон Трпчевски, од типот на Владко Стефановски, од типот на Есма Реджепова, Бог да ја прости. Значи, ние имаме навистина со што да се пофалиме во културата, на овој начин некако им се невозможува да се почувствуваат достоинствени представници на својата држава. Се брише национален, но колеги и македонска јавност и почитувана министерка,
Национално е многу важно. Имате национална композиторска руска школа или чешка школа, имате национални сликарски школи, а ние го тргаме зборот национален и го ставаме јавен. И какви ќе бидат тие јавни композиторски школи? Завршувам, бидете внимателни. Значи бидете многу внимателни, бидејќи културата може да сруши една власт. Бидете внимателни. Благодарам. Министре